вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Да се објасниме пред да почнат филозофските муабети во врска со мене, да расчистиме, бидејќи ја обично морам да се правдам и за најбанални работи, некои си немаат работа. Имам мала повреда на ногата, во понеделникот бев во болница и не можев да дојдам, не е ништо страшно, лигаменти, ама еве со мал Кейн, како доктор Хаус се влечкам, додека да се опорам, ништо страшно. Во вторникот вчера гостин беше Горан Трајковски. Интервју закажано недела дена претходно, така што некако ги испуштив од рака овие најголеми актуелности. Иако, фала Богу на демократијата, не сум единствениот, тука е Блажевски, тука е Канал 5, тука ви е големиот протестен лидер Огнен од 24, кој е моментално на барикадите со јајцата во раце и така што имате каде да си ги искажете вашите ставови. Но вечерва знаете дека ова е најгледаната емисија, највлијателната емисија. Зовриени се многу страстите, што значи од режија вака ми рекоа: Јанко, вечерва прстот ќе ни работи, значи колегите мои, прстот ќе ни работи побрзо од умот. Значи може да се случи од режија да ви исклучат, нити јас да побарам, нити вие ни криви ни дужни, но бидејќи Советот за радиодифузија многу внимава, сега мониторира. Значи, да нема говор на омраза, повикување на насилство, експлицитни зборови. Дури и јас немам такви рефлекси за вашите, за дел од публиката кои знаат да бидат прилично вулгарни. Така што однапред се извинувам ако има такви, ќе биде прилично кратко вашето јавување, само неколку минути, нема долги тиради, освен ако не процениме дека ни се јавува некоја личност која заслужува да ја дадеме малку повеќе време. Секогаш сте го ценеле тоа кој ќе го почувствам. Но бидете вечерва како хаику, кратки, јасни, изразете си го ставот. Трета работа, ве молам, прерипајте ме мене. Јанко, кажи ти коментар, Јанко, ти шо мислиш, да се расправате со мене, да ме прозивате и така натаму. Ја моите ставови 15-16 години ги кажувам. Во момент немате ни право, ни морал, ни етика, повеќето од вас вие кои ќе ме прозивате, да ме прозивате сега у моментов ја нешто да кажам, бидејќи ја додека зборев, вие дел од нив, нели, молчевте. Така што, ви давам можност, простор, да си го искажете мислењето. Дали ќе го употребите или злоупотребите, тоа е ваше. Вечерва е пипаво, жештени се главите, нема да се обидувам никому да му го променам ставот, може би да подпрашам нешто ако не ми е јасно и толку да се завршува. Оној момент која ќе слушнам името Јанко и ќе ви исклучат од режија. Значи, Јанко не постои. Ова е робот. Нема водител. Празна е масава, мене игнорирајте ме. Разговарате со македонскиот народ, праќате пораки кон политичарите и си ги кажувате ставовите. Ова е критично време за Македонија и како такво, дефинитивно треба да бидеме одговорни. Тоа е моје мислење. Неодговорни, секако дека ги има и ќе ги има. Како иначе ќе знаеме што е одговорно, а што не е одговорно. Сосема накратко, како јас ја доживувам оваа ситуација, оваа слика нека каже. Ова е сликата кога Александар Македонски го пресекол Гордиевиот јазо. Во право се и едните и другите. И опозицијата се чувствува дека се праведни, а другите криви, и позицијата се чувствува дека се праведни, а виновни се другите. Што мислите? Сега, нели, вечерва претежно се обраќам на популацијата која е неутрална, нормалниот народ, значи не партиските војници. Вечерва партиските војници ќе ги препознавате онака ќе горат, овој требаше да се апси, ово требаше да се... И сето тоа е до некаде, како да ви кажам, во право. Но, кога институција ќе донесе нешто,
Вие можете да не се согласувате и тоа е ваше право, ама институција го донела. Крај на приказната. И во Соединетите држави сме гледале кога ќе се донесе некоја одлука од Уставен суд или што ти ја знам, не им се допаѓа или им се допаѓа, има и протести. Така и ова треба да е дел од демократијата и да не ве потресува дали Македонија ќе опстане. И тоа како ќе опстане, драги мои. И тоа како ќе опстане. Дека сте разочарани од многу работи, да. Едните се разочарани. Зошто не се уапсените? И јас имам свој став. Зошто не се уапсени одредени личности кои направија кривични дела? Но, од друга страна, која би биле малце неутрални и би го гледале онака third person, како би ја разрешиле оваа криза? Во интерес на сите. Така предпоставувам дека делувал председателот. Најлесно е сега по него да се плука, секогаш се плукало по председателите, лоши или добри, затоа што тоа е најбенигното да се измакне оној партиски шлајм на негодување, на фрустрација и простотик-лакот на човекот да му излезе. Затоа, нека биде и така. Нека се спушти и нивото. Ако е тоа добро за вас, да излезе од вас негативноста, окей. Затоа што сум убеден дека од овдека нема да има повици, па дури и некој да го каже тоа, нема да има делување врз тоа некој да направи нешто или што. Се сеќавам, пред 10 години ми се јави во емисија, сосема нема врска, само да ви кажам, влијанието или не влијанието и слободата на говор или не. Ми се јави еден офицер и ми вика: Јанко, ситуацијава со нас, офицери во резерва, вакви, такви, ово, она е ваква, онаква, ово, она, вамо, тамо, не знам, станови плати, не мрцварат. Може би и повеќе од 10 години има. И го прашувам вака. Викам: господине, шо сте по чин? Вика: подполковник. Добро. Дали имате задолжено оружје? Да. Колку вакви офицери како вас има? Па вика околу 1000. Имаат ли они сите задолжено оружје? Имаат. Па викам: слушај, ако до толку и така не чини оваа ситуација, зошто не се соберете и извршите државен удар? 1000 пиштоли, ова ми тешко со некој ќе излезе со вас. Ова му го реков во емисија. So, шокирани. Пак тој треба и да брани како таква одма. Сакам да ви кажам, демократијата има многу простор за се и се што. Ама демократијата подразбира сет на правила, морални и етички. Значи се е дозволено во демократијата, ама во рамки на правилата. Кога ќе отидат тие морални и етички црти, тогаш немој да се чудите зошто ќе му се случи некому што ќе му се случи. Значи, кога се поминува линијата. Како се поминува линијата? Еве ви една ситуација, протест пред собранието. Од вечерва, мислам. Како овци! Девојката им вика на полицајците: како овци сте. Пушти оружјето, бе! Пушти го народот да влезе да си ја земе држава! Пушти ги луѓето, пушти го народот да влезе во собранието, пазете. Малоумни ги нарекува. За 20.000 малце вие, ама Куманово да ви се деси, па пак... Века, за 20.000 денари ова го правите, демек служите, ама Куманово пак да ви се деси. Разбирам. Само кажете ми. Само кажете ми. Еве, дури да сте опозиција, има право девојката, така? Има право. Демократија, демократија. Еве ве молам, само ве молам, кога ќе го оправдате ова, нема да ви спорам. Само кажете ми, како оваа девојка би поминала во Белгија, Франција, Британија, Соединетите Американски држави. Еве, зборам во демократските земји. Вака да се обрати на полицаец. Толку. Толку.
Инаку, што се однесува до ситуацијата на терен, прес 24 објави следново. Крвави и насилни протести на СДСМ, хулиганите на Заев и Сорос дивеат и кршат низ Скопје. Хулиганите кои во организација на СДСМ и Сорос протестираат низ Скопје направија вистински хаос. Тие насилно се однесуваат, кршат се пред себе, дивеат на улиците. Иако се 10 пати помалку од бројот на граѓаните кои го поддржаа граѓанското движење за одбрана на Македонија, кои мирно го изразија револтот против аболицијата на Зоран Заев и Зоран Верушевски, опозицијските демонстранти со насилство, кршење и демолирање го покажаа своето вистинско лице. Тие организирани и потикнати од оние кои јавно најавуваат крв на улици украинско сценарио, како Заев и Верушевски кршеа се пред себе, насилно влегува во Народната канцеларија на председателот Ѓорѓе Иванов, демолираа автобуси, нападнаа полициски службеници. Дежурните Соросови демонстранти, истите лица кои протестираат постојано во име на СДСМ, со насилство и дивење покажаа дека немаат искрени намери и дека протестираат за нечии и цели. Веста ја преземавме од прес 24. Фере сега на колегата Сарма и на Цаци. Нивна е страната, па да кажам од каде копи-паст направив на истата вест. Океј, драги мои. Режија, дајте ги телефоните, ги вклучуваме гледачите. СДСМ и СОСМ на кратко, вестниците, насловните страни. СДСМ и ВМРО против Иванов. Заев аболиран со истото образложение и од Црвенковски и од Иванов. Лидерот на СДСМ втор пат аболиран. Јанакиевски куртули од 16 кривични. Утрински вестник. Сите се против одлуката на Иванов. СДСМ поведе иницијатива за импичмент на Иванов. Импичмент може само у собрание да се направи, ама добро. Уставот не дозволува свикување седница, вели председателот на собранието. Одлуката отвори многу правни дилеми. Бранко Црвенковски, избришете го моето име и презиме. Трајко Велјановски, не ја прифаќам одлуката за аболиција. Стојан Андов, пратениците треба да побараат одговорност. Љупчо Ѓорѓиевски, повеќе штета отколку корист. Интересно што Љупчо Ѓорѓиевски пред година дена токму ова го рече што го направи председателот Иванов. Општа аболиција. Тоа беше Љупчо Ѓорѓиевски. Сега, по обичај Љупчо Ѓорѓиевски, повеќе штета отколку корист. Добро? Нова Македонија. Дали председателот најде правна разврска за кризата, се прашува Нова Македонија. И вечер cover story. Сиде аболиции на македонските председатели. Ево дека само ќе отвориме малку да видиме. Прв аболиција ја употреби вториот македонски председател Борис Трајковски. Тој во април 2003 со ваква одлука ја запре простапката против поранешната министерка за внатрешни работи, висок функционер на ВМРО ДПМН Доста Димовска и поранешен начелник на петата управа на УБК. Александар Цветков за случајот Големот увод 2001. 5 години подосна, во август 2008, председателот Бранко Црвенковски со акт на аболиција го помилуваше со понатамошно гонење сегашниот лидер на СДСМ Зоран Заев, осомничен со уште 5 соработници за случајот со трговскиот центар Глобал во Струмица, афера тешка 8 милиони евра. Иванов ги помилува и специјалните обвинители. Но специјалните обвинители денеска добија нови инструкции од Чадорот и за утре и добија текст кој вечерва ќе се доработи, а утре ќе ни го прочитаат на пресконференција. Инаку има една реченица што ми се допадна од Иванов, кој рече: не може странските амбасадори како шерифи да се шетаат по судовите и да кажуваат како да судат судиите и да ги држат под притисок и страв. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Повелете. Многу ми е жал што се случува сето ова во овие денови пред Великден, кога се постинели, ние сме пред се православни христијани. Не се сите. Треба да се љубиме меѓу себе, да се почитуваме. Многу ми е жал и навистина се срамам од некои луѓе што живееме на исти простори, да го нарекуваат председателот со најпогрдни зборови, без разлика дали од која партија, како е, што е, тој е председател на мојата држава, на мојата земја. Ја го почитувам и сакам така да се однесува секој. Тој председател, кога оди надвор, ја представува бившата Југословенска република Македонија. И тоа е демократија од западните земји наметната на мојата земја.
И сега нека одат доле на границите кај што се војниците тамо и нека покажуваат сила, не да дивеат ни Скопје. Срамота е. Тортевски, Фрчковски. Па Фрчковски кој го става бе да биде аналитичар? Па за негово време имаше атентат на председател Киро Глигоров, нека почива во мир сега, да не го споменуваме и сега. Па не го расчисти како министер на внатрешни работи. Тој не треба да се појави на телевизија, не треба да предава на учениците, на студентите. Срамота е што се прави, а не знам, само народот е паметен, народот е мудар, народот знае и среќен е што има ваков председател како Ѓорги Иванов. Благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Па има лаги, има вистини, има полувистини, има и возвишени вистини. Боли некого кога невин ќе го амнестираат. Боли многу во душата. Но многу боли кога Македонија некој ја руши и однатре и однатре. И мора возвишено да настапува. Јас многу се смеам денеска, слушајќи ги социолошко-правните експерти, кои се занимаваат само со последицата. Тие треба да знаат дека причината е духовна. Причината е сатанизација, мавање на Македонија директно. Некој споменува дека не е праведно, не е уставно, не е ова, не. Да, ама целта е возвишена. Треба да се намали поларизацијата, антагонизмот и акумулацијата на гнев и омраза. Како ќе се случи тоа ако не е вака? Ние имаме хронологија на амнестии и премолчени, и преќутни, и вакви, и такви, и јавни, па никогаш не реагирале вака. Значи, ништо не е случајно. Се е со некој канален ред. Мислам дека доброто и љубовта настапува. И ќе победи злото. Ќе го победи злото. Јас тоа го тврдам. И ве молам, консултирајте го професорот Ферис Мухич. Се знае. Тој ќе ви ја каже неголемата вистина. Благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Јас би дал еден коментар, своје видување на оваа ситуација. Од еден друг аспект. Согледувајќи и случувањата претходно во изминатите 2 години, очигледно е дека е америчкото влијание во Република Македонија е големо. Овој простор Република Македонија сака и Европската заедница и Соединетите американски држави да го контролираат. Еве зошто која е една од поважните настани и случаи кои ќе се десат. Веќе русите копаат канал од Каспиското море до Персискиот залив. Што значи? Дарданелите, пролазот веќе преку Црното море и на Средоземјето веќе не е толку интересна тема за русите. Веќе они 400 и нешто километри пробиваат канал преку Иран да искочат на Персискиот залив. А од тука и најавата дека Јужниот поток веќе има големи веќе индикации дека ќе се гради и ќе поминува низ Македонија. Од тука се тие најави и тие дојави од да речеме од Калето, од озгора, кои инсистираат на некоја промена на одлуката на председателот Ѓорги Иванов, која ја сметам за децидно исправна и сигурно човекот има своји информации и кога веќе се одлучил на таков чекор, тој е зрел човек кој одговара за своите последици и кога веќе се решил на тој потез, тој ја ставил и самата институција, односно себе си се ставил на големо искушение. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Што току добив едно видео од пред собрание, А1 го објави.
Само да ви кажам, имав реакција од... Чај, ќе се обидам вака, малце подобро. Имав реакции на веста која ја објавив, која преземав од прес 24, нормално бидејќи не може, тамо не ги еса па 2%, навредени ми се јавуваат, кого нарекуваш хулигани, ова е македонскиот народ. Македонскиот народ на своја полиција вакво нешто не прави. Ако не се лажам, ова е девојката што викаше Куманово пак да ви се деси на полицајците. Да, по парката ја познаеме. Океј, демократија, нели? Некој закопал у тоа Куманово за ти да заработиш мала дневница овде. Добро вечер, одиме со следниот гледач. Ало? Добро вечер, повелете. Ме слушате, така? Да, повелете. Добро. Вака сега, да ви кажам, ја дека бев и на едниот и на другиот протест, бидејќи беа близко и чисто сакав да споредам, да видам кој каков народ иде на едниот, на другиот, што прават, како прават и се останат. Ако сакате, може да ви кажам од прва рака, значи како беше и околу бројноста и околу луѓето. Значи, покрај тоа што приказки кажуваат и лажат по тоа опозицијските портали и медиуми, бројноста беше
па да не претерам, ама скоро иста. Значи, кога ќе се соберат сите на таа улицата што е од болницата што иде на кај Кисела вода, зборувам за тие што беа граѓанско движење за одбрана на Македонија, значи тие и споредени со тие што дојдоа пред собранието. Од прилика се работи за иста бројка. Сега, имаше еден многу интересен момент, барем за мене. Значи, фина пропаганда приметив, луѓе, дечки, со намиците напишено хаштаг протестој, тоа е на албански. И ја бидејќи знам малце на албански, онака успат узминување, како пишува? На албански, луѓето не се ни вртат ко мртви коњи, што значи наши, всушност ги чув дел од нив, наши македонци беа, кои што тоа го беа ставиле чисто за да се добие впечаток дека ете и албанците се заедно тука, сите заедно протестираме, се е тоа против власта, против одлуката на Ѓорѓе Иванов. И друга работа, значи при крајот негдека пред да си отидам и јас, парче направија стаклата од канцеларијата на Добро. Ѓорѓе Иванов. Интересно ми беше колку се неинвентивни и колку се, па не знам како да ви кажам, значи copy-paste од тоа што се случува во Њу Јорк, нема правда, нема мир. Мислам, ако е некој малце паметен, no justice, no peace, нека отиде на YouTube, нека иде, нека види, малце нека просурфа, што ви извикуваат тие. Мислам, што има врска. Додека вие говорите, ова е канцеларијата на Иванов, тоа е пред рекорд. Да, Добро? пред рекорд, значи таму се искршија, ама тоа се случи на вториот пат кога се вратија од собранието. Значи првен ги застана таму кај собранието, каде што беше претходната снимка, а после тоа се вратија наназад и ја докршија, го историја својот бес. И ја викам супер, окей, значи тоа се колку 500.000 евра, окей, нека го исторат бесот, нека им помине, битно добро. да нема луѓе кои што настрадале, да нема крв, да нема жртви. Значи Да, подобро стакла нек се искршат, само никој да не биде повреден. Да. Тоа и јас се согласувам, добра ти е Беше стварно поентата. криво за луѓето што беа полицајци кои што таму си ја вршат својата работа и сега некој да настрела таму штитејќи стакла некој, мислам нема срка. И ако може уште една работа да спомнам која што беше исто така на митингот, групата се разликуваше и по возраста. Значи тие што беа за одбрана на Македонија беа, па може да се каже малце за некоја нијанса постари, додека овие други беа малце помлади и се приметуваше разлика во облекувањето. Мора да признам дека тие кои што има доблес да ја кршат канцеларијата беа многу подобро облечени. Тоа ви кажува и нешто за нивната структура. Добро, благодарам. Јанко, ако може да те замолам, бидејќи ти имаш таа моќ, значи во твојата емисија да пуштиш што значат протестите во Украина, особено ако можеш да најдеш снимката со која што со булдожер идат на полицајците и овие Ја пуштив таа снимка, не би ја пуштал повторно, не дај Боже. Сакав да кажам, значи, не дај Боже да стигне до таму. Ја мислам да треба да се пазиме од тоа, бидејќи гледаме како заврши Украина. Последните вести се дека премиерот ќе си дава оставки, бидејќи 15 милиарди долари или евра што тие таму исчезнале едноставно од помошта што им е дали. Да, отиде, пропадна целата шема у Украина, тие што мислеа дека донесоа слобода и демократија, за жал. Благодарам за јавувањето, а најпоразителната изјава беше на Барак Обама, на CNN ја гледав, кој изјави најголемата грешка нам ни е Либија. Ете, нивното утерување на демократија, наводно, можеби и навистина имале добра намера, ама лошо тоа се завршило поттикнувајќи наместо да поттикнат вистински демократски. Си најдоа сокови, браво. Сокчиња, гора, оранжадичка, ајде, десе да се напиеме, шекерче малце, нерви да смириме. Ајде, пленот од демократијата. Браво. Да сте живи и здрави. Да живее демократијата. Алал да ви е. Така треба. Одиме со следниот гледач.
Дали имаме гледач на линија? Добро, добро. Знам дека се исклучи. Мислев на втората линија. Режија? Здраво, Јанко. Добро вечер, повелете во програма сте. Бе испровоцира гледачов пред малку. Ја ќе кажам дека и ја присуствував, но за жалост противната страна, каде што полицијата беше наградена со аплауз, не беше ни удрена, каде што немаше демолирање и кршење, каде што немаше навредување полицајци. Чекај, не разбирам како немало. Па еве гледаме. За кого зборите? Не ве разбирам, полека малце. Сега покажав снимки од вечерва од пред некоја минута како имаше тепање на полицајците и кршење. Да. И сега ми викате дека ова... од другата страна. А другата страна како се однесува? Добро, не ве разбрав. Ја бев кај што протестиравме ние, и ние сме против тоа што председателот ги облицираше само, го облицираше Зоран Заев и Зоран Верушевски. Не се сложуваме со таа аболиција, а инаку знаеме дека председателот имаше добри намери. И точно за тоа и ние отидовме таму и ние протестиравме, каде што имаше многу малку полицајци, но мал број на полицајци. Полицијата беше наградена со аплауз. Никој не навреди ниту еден полицаец. Никој не му рече дека е доличен збор на полицаецот. Тоа може да го проверите на сите снимки. Тоа се вика, Јанко, демократија. Тоа е она што народ сака да го види. А ова демолирање, кршење, тоа е само вандалски чин, тоа се хулигани кои не знаат, кои немаат друго што работат, подплатени, дрогирани и не можам, не знам со каков збор да ги наречам. Покажете снимката каде што се протестираше пред седишното на Социјалдемократскиот сојуз. Очигледно мирните демонстранти никому не му се интересни, но ако имате снимки од другите протести, во ред ќе ги пуштам. Немам вакви снимки. Ова се снимки од a1.on кои ми ги испратија гледачите да ги прикажам и нормално ги прикажав. Ако има и други, ќе ги прикажеме во текот на емисијата. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ова е страшно што се случува. Многу време сакам да се јавам и да кажам нешто, меѓутоа дека господинот Стефан Јакимовски како одуста да ми ги зеде зборовите кои кажа за во Полска како што ги терал Хитлер германците таму да викаат дека не им чини, не им е добро. Јас го имам тоа прочитано уште одамна во еден фејтон дека се дешавало во Чекословачка и дека се викало тоа хитлеровски синдром. Каков? Тоа го има СДСМ. Каков синдром? Хитлеровски. Прв слушам. Не сум чул за хитлеровски синдром. Хитлеров. Дали ме слушате? Хитлеров синдром. Синдром, да. Да. Кога ќе ве прашаат како ви е, секогаш да викате не ни е добро. Е така, Мусо ке седи од кале ги учи нашите. Ама тоа го почна прво Джемо, да иде кај ним и после сите овие нашиве од СДС почеа да го следат. Второ, Јанко, што сакам да кажам, дека секоја чест на председателот Иванов, тој е човек домаќин, тој е човек фамилиарен, разбран, присебен, приземјен и уште како аналитичар кога се појавуваше, јас многу го бендисував. Ете тоа. Не е тоа, потполно е погрешно. Не коментирајте си, оти уште ве остана сосема малце време, ја ќе коментирам. Значи, Хитлеров синдром е кога некој се обидува да ви го контролира секој аспект на вашиот живот. Потполно не е точно она вие што го кажавте, но нема врска. Ај, доискажете се за... Да не се навраќаме, господјо. Да не се навраќаме. Доискажете се. Да кажете дека не вичили. Понатака, сакам уште нешто да кажем. Во Македонија се простува. Во нашето време и девојка ако родеше пред бракот, тоа беше страшно за стрељање. Сега тоа стана во секоја куќа најнормална работа, така ли е? Луѓе ќе утепаат, ќе идат во затвор, па ќе има амнестија, па на некој начин нешто помилување ќе се прости. Меѓутоа, во Македонија само успехот не се простува. Успехот, поготово на Никола Груевски, тоа не може никој да му го прости.
Се се простува, само успех не се простува. За жал, наместо да го одиграме во звезди, да му ја користиме паметта, ние го натаѓаме. Ете, тоа е да кажем и балкански синдром се да го наречам. Се се простува, само успехот не се простува. За жал тоа му се деси на Никола Груевски. Жално. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Одиме веднаш со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте. Јас сакам да кажам дека овој народ се и од едната страна и од другата страна што протестира има со некоја причина. Сега полицијата ги штити политичарите. А ако протестира некој обичен човек, не знам дека така ќе протестира. Еве, например, за општина Ѓорче кажувам. 2 објекта се изградени. Градинката е изградена, местото не е платено. Направена е спортска сала, на луѓето не им е платена спортската сала. Улици се направија, нити одзимат, место се узурпираат, што сакат прават. И како може да биде човек равнодушен? Ја не идам по такви протести. Јас сум угодени жена, ама ги поддржувам луѓе што протестират. Више им пука филмот. Политичарите треба да се срамат тие што се амнестирани, да направиш ти толку кривични дела и да бидеш амнестиран. На што личи тоа? А кој обичен човек е амнестиран за кривични дела? Што е ова? Благодарам за јавувањето. Одиме со уште едно јавување и првиот блок реклами. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Јанко. Дојден од Австралија 4 години сум овде. 4 години пробам да добијам, не може да добијам никако мој телефон. Ете, конечно добивте, повелете и искажете се. Многу ми е мака што гледам нашиот народ, еден со друг се мразат. Овие, оние. Овде не се знае што се работи. Толку сакам да кажем, благодарам. Благодарам, пријатно. 4 години за толку кратко, ќе ве оставев и повеќе. Не ова македонски народ се мрази. Од едната страна имате македонски народ, од другата страна имате луѓе кои едноставно, иако и во демократијата, се дел од групациите на Сорос, за кои се платени, обучени, истите тие ги гледавме лани на протести, Камвас и слично, и тоа е нешто нормално со кое мораме да живееме. Спонтано нема ништо. Спонтан може само народот да биде, а народот знаеме како протестира. Но, вакви работи се случуваат и ќе се случуваат. Едноставно, треба да се прилагодиме на новото време. Едноставно, Сорос и невладините организации имаат огромни буџети. Цената за ваквов настап кај дел, има дел, секако таму има дел, народ кој кротко си демонстрира, си протестира и така натаму, и од другата страна, но си има и платеници кои треба да ја поведат масата, да и го качат притисокот. Не се сите, секако дека има млади луѓе кои им е збоктисано, незадоволни се и така натаму, и го искажуваат своето незадоволство. И обично гледате дека ако има 1000 души, не се сите 1000 кои кршат. Ако има 1000 души пред полиција, не се 1000 души кои тепаат полиција, то се 10 на 20 луѓе. И обично тие се тие кои можеме да ги иствоиме. А тоа не е македонскиот народ. Тоа си се луѓе кои си работат за своја агенда, за свој начин, за своја плата или не знам како, можам само да шпекулирам, а македонскиот народ може да си протестира за една или за друга страна, ама он да се тепа со своја полиција и да крши вака, не. Протестот е тоа. Но, еве, се согласувам. Нека нема жртви, никој повреден, ништо да нема, нека се ексик излозите од канцеларијата на Иванов пред рекорд. Ке зачисти утре коце, ке среди, ке изгланца како да ништо не било. Бар имаме градоначалник перфектен за тие работи. А ако е фрустрација, окей. Ние пак велам. Како ќе ја разрешевме оваа ситуација? Како? Едните викаа ќе судевме, што мислите другите ќе попушти и они ќе суде, ќе притиска од едната страна македонскиот народ, од другата страна чадорот
И пак оваа агонија. Мислам дека обидот на председателот е да се пресече. Дали сум среќен? Не. Барам потполна Божја правда. Не човечка, Божја правда барам. Ама не сме заслужиле да ја добиеме. Треба да живееме со она што го имаме. Што сега со ова? Океј, не сме задоволни, ајде да се издуваме, ајде ќе се изнавикаме, ајде ќе се изнарипаме и да тераме понатаму како држава. Не, Македонија ќе обстане. Ама, знаете како, во вакво време, кога ќе се замати водата, тогаш гледате каква тиња имало на дното. И тоа која ќе излезе, тогаш доаѓа до прочистување вистинско. За жал, и човештвото тоа го знае, ама го знае со војни, со многу крв. Еве, ја искрено се надевам дека ова ќе биде чисто на пцовки, на кршење стакла, на туркање со полицајците, плукање, пцуење, закани и слично. И пак велам, не е страшно, дури нема ни една скршена глава, ни една жртва, никој повреден. Нека е ексик. Одиме со реклами, веднаш потоа продолжуваме со емисијата. Snažni mladići prebacuju svjetski rekord. Visoko, više, puno više nego prije rata. Novo vrijeme. Kaj ti si umoran? Novo vrijeme. Po danu šljakama, po noći diplomski. Ljudi, ovaj pravite sve, ovaj fenomenalno. Po pjesnju mu. Isto straže. Novo vrijeme. Drugovi i domaćice u postepenom porastu, pravo zadovoljstvo u kritičnim godinama može donijeti promjenu opet ćemo dokazati neotpornom organizmu. Ako bude trebalo 3 puta dnevno jednu kašiku uz malo vode. Novo vrijeme, vrijeme danas. Vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše krajeve. Novo vrijeme. Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke. Podvukao je na kraju svog izlaganja. Ok, dragi moji prijatelji i prijateljki, prvo čorba, сега булдожер. Кој знае, знае, кој не знае, па нема ни да дознаe. А ние продолжуваме понатаму. Кога велам, зашто не сум загрижен од целава работа и кога велам, не генерализирајте. Значи, имате и едната страна протестира и другата. И на едната, и на другата страна има мирни демонстранти. Сега, овие дом што протестира за Заев и Верушевски и така натаму, прилично мирно, нема никакви инциденти од таа страна, нема, ако имало нешто, ја ќе го прикажам тука во емисија, нема. Од другава страна, имаше неколкумина кои реагираа. Еве, ќе ви пуштам една снимка од демолирањето на канцеларијата на председателот Иванов, каде што ќе видите дека не учествуваат сите што протестираат. Дури има луѓе кои им довикуваат од таму, не фрлајте камења, немојте така, бидејќи на крајот на криштата тие камења што ги фрлаш, си ги фрлаш врз себе. Мислам, тоа е
општо добро на сите граѓани, нели? Но еве ќе го погледнеме чисто да го видиме, значи да не генерализирајте, не ги осудувајте сите. Ја ви реков, и од едната и од другата страна си имаат право на протест, и од едната и од другата страна има луѓе што им е збоктисано и така натаму. Не ги одобрувам и сакам оние кои правеа вандализам, кои крше и го прекршуваа законот, да се тргнат, бидејќи тоа не е добро. Таквите ќе направат и некој поголем инцидент и затоа добро е да ги перцепираме. Не смееме да сееме образа према едните или према другите. Сепак се тоа млади луѓе, сигурно меѓу нив има и мои пријатели. На крајот на краиштата и меѓу вас. Не осудувајте, но оние поединци кои кршат, кои не можат да се контролираат и така натаму, тоа не можам да се согласам. Разбирам протест и јајцата можам да ги разберам, ама добро, окей, како сакате, ако сметате дека е демократија, еве пак велам, порано неколку прозорци нека се скршат, одошто влакно некому да му фали. Но еве, сега да слушнеме и со внимание, додека идеа рекламите, го слушам внимателно. Значи, ова е мигот кога почнува да се крши канцеларијата. Еве, гледајте сега, неколкумина кршат, а другите се обидуваат да ги смират. Така, не се сите учесници во цело во ова, но и факт е дека ако некој од вас мисли дека полицијата седела со скрстени раце, она реагираше на таквите вандалски случувања. И во моментот, аки има и апсења деноиве и покрај сите оние маски. Ова е пред Министерството за правда, неколку 100 метри подоле, еве фрлаат врз полицајците предмети. Буквално видовте, и како и преска, некои. Но, еве, други се обидуваат па разумни да бидат, да ги смират другите. Но, знаете, во толпа разум тешко ќе најдете. Еве, сега доаѓаат и полицијата. Чија должност уставна и законска е да штити општо добро. Оваа зграда е државна зграда, така што незина должност е. Они ќе одговараат ако не постапат вака. Мислам да ви е јасно. Не бранат никого, они бранат она што е им припаѓа на граѓаните на Република Македонија. И еве ги во дејство. Мислам дека се ова желките, ако не се лажам, така ја нарекуваат ова единица. Токму е специјализирана за да се за растурање на толпа. И гледате, неколку полицајци веќе се разбега и повеќето, но сега мислам дека ќе има и апсења, ако не се лажам, овдека на оние кои по-вандалски се однесува.
организирана полицијата, што значи граѓаните не би требало да се грижат. Редот ќе биде задржан во Македонија и ја не се ни грижат. Искрено да ви кажам, знам колку се професионални, стручни, способни нашите полицајци да го спроведуваат законот и да го штитат редот и мирот. Секако тоа е нивна законска обврска, а народот има право да протестира. Се знае и протестот има своји правила. Ова се водените топови, евентуално ако толпата треба да биде разбиена. Мојве може би коментари и не се точни, но предпоставувам, не ги земајте здраво за готово, може би и јас нешто грешам. Еве како се спроведо. Предпоставувам поздрав до Маничот, дека дел од неговите познаници дошле на едно кафе и на сокче малце шекер да се опорават, па и направиле добар промет у кафаната. Манда, моја омилена. И веќе спокој по улиците, мирно. Мислам дека групите се... Ако е тоа така, не знам. Океј, ги отвараме телефоните за вашите јавувања. Режија, можеш да ги имаме гледач. Добро вечер, повелете во програма сте. Ало? Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер, Јанко. Како сте? Благодарам, добро, како сте? Како сте во вечер бурна за Македонија? Па, добро, ништо ново, ништо старо, комси комса. Како сте вие во бурна во Македонија? Па искрено да ви кажам, многу потресена. Па нема потреба, немојте. Ма ги гледам видеа што ги пуштате и многу сум потресена. Ама еве и на крај ви пушти видео во кое се покажува дека редот и мирот во Македонија се воспоставуваат. Полицијата мислам дека си ја изврши работата најпрофесионално што можеше. Поздрав до полицијата, стварно од сите нас, стварно не знам што да кажам, јас сум многу потресена, вако вандализам, не знам што и се случува на Македонија, Бејанко. Па добро, со години збориме што се случува во Македонија. Ако, еве, прочитајте го уште еднаш говорот, пресот на Иванов, он најдиректно и најотворено од сите политичари ви кажа. Амбасадори како шерифи ни се шетаат по судови и ни кажуваат што да правиме и како да правиме. И кога они ќе се замешаат и претерано, доаѓа до вакви работи. Што да кажам сега, не знам. Да, ама од друга страна, па овие соросидиве, значи стварно не знам, секој ден се повеќе на кај вандализам тера ова. Па добро, и лани беше така, па помина што помина. Гледате, не се сите од опозицијата, од Сорос, од Камвас, насилници и така натаму. Повеќето мирно протестираат, свиркаат и така натаму, но има неколку вандали меѓу нив кои предпоставам ќе бидат казнети и уапсени деноиве. Нешто вечерва, нешто утре. Значи ќе мора Македонија. Може да протестира секој против секого, тоа е во ред, ама се знае. Мора да се почитува редот и мирот. Имам само една порака до Македонија и до владата да се држи ВМРО ДПМН, да се држи само една порака. ВМРО! Благодарам за јавувањето. Видите, не мораше ништо, можевте одма во старт, ја немаше да ви исклучам, бидејќи ја не ви исклучувам. Мене ми сте ми симпатични кога вака, нели, се организирате. Јавете се, ќе ве пуштев. Да предпоставам дека и режијата не ќе смееше, еве да протестиравте против ВМРО, не ќе смееше да ви исклучи ако не користевте експлицитни зборови. Значи, доле, ВМРО, на. Нешто можевте по-креативно, не мора толку простачки и така натаму. Така што, јавете се, нема проблем, ама, како да ви кажам, ја немам проблем да ве пуштам и онака највулгарно да се изразите, ама режијата не ми дозволува. Во секој случај, бидете умни, бидете добри, секој е добро. И сега истото, ако го направи од другата страна за СДСМ, исто ќе бидат исклучени, нема да дозволиме, ама што со тоа? Драги мои пријатели и пријателки, избори ќе има. Анкетите зборат. Мушки е, дел да се протиставите на
поголемиот дел. 1:3 е разликата во корист на ВМРО ДПМН наспрема СДСМ. Народот го сака и го почитува. Океј, вие немате, вие не морате тоа да го правите. Но нешто покреативно, еве како она студентите која се јавија и која глуме, како беше, како протестира и така натаму, па нели? Тоа беше симпатично, иако после кога ги прашав, нели, зашто протестирате, што не ви се допаѓа, зомбиевци. Бидете покреативни, нема проблем за јавување кај мене во емисија. Што сум ја прошол и што сум имал, такви како вас сум пораснал 3 генерации, од 103 навамо. Да сте ми живи и здрави. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете? Овака. Значи, ние цела година сме заложници за да дојдеме до заклучок дека договор дефинитивно има паднато. Значи, се подели колачот и нека е на здравие. Значи, цела година се плаче за да се дојде до ова што сме дојдени деновиве, така да ќе трае уште два дена, веројатно до 15 овој месец, каде што ќе бидат и распишани изборите. Да, предпоставувам. Да, значи, но сите велат дека Иванов направил грешка. Не е точно, значи Иванов направил онака како што бил и договорот. Се прашувам јас да беше некој друг на критичар што го критикуваат председателот дека направил грешка, јас се кажам дека нека искочи тој, нека каже јавно дека нема да го сторил истото, јас ќе му честитам и мислам дека ќе му честита целата македонска јавност. Тоа е една работа. Друга работа е како треба да им објасниме на нашите генерации, зборам не деца и внуци, кои ќе дојдат да ја читат историјата за се тоа што се случило. Од временска дистанца која ќе биде. Кој се борел за Македонија, кој бил против Македонија. Да. Може би ние ќе бидеме со бастунчиња, Јанко, верувам дека сме близко тука со генерација, јас и ти, али мислам дека ова преостанува да кажеме дека држава само со територија и население или без политички систем. Мислам дека формално правно е да се каже, али формално лажно да. За жал мислам дека сепак креаторите на целата оваа работа иземаат дел од колачот и така се заминат. Но имам една голема дилема јас лично и се прашувам како ќе искочиме на Мегдан за да дојдеме до главното мени после изборите и како ќе го објасниме тогаш она што сега е договорено. Ако е воопшто договорено, значи ако е ова договорено, тогаш овие протести се глумење лудило. Па се сложувам дека е така. Ја не викам дека е така. Ја излекувам заклучок од тоа кажување. Во ред, тогаш протестот на СДСМ и овие глумење лудило, ВМРО глуми лудило, амбасадорите глумат лудило, а Иванов искача и вика ја одлуката ја донесов сам без никого да консултирам. Значи тогаш и Иванов лаже. Многу вариабили има во овој исказ, иако нели ние секој сакаме да веруваме дека све ова некој таен договор за нешто вишо што ние не можеме да го видиме пред очи ни е тргнато. Така. Секој си има должност нели да ќе заврши својата обврска што треба да му е зададе некој. Само се надевам да има барем среќен крај на сето ова за наредните генерации да кажуваат добри работи што се случувале во Македонија. Ја сакам ова држава, значи немам никаков резервен пасош. Значи ја сакам повеќе, значи од сето. Хепи енд ке има, не се секирај. Зошто не оти знам нешто, едноставно не можам да живеам поинаку освен ако не верувам дека кога тогаш ќе излеземе од оваа криза и дека оваа криза ќе биде психичка, ама нема да биде. Да гинат наши деца, да видиме домови како ни горат, како во некои други земји, дека ќе го избегнеме тоа. До сега
до сега едната страна држеше со многу трпение и многу толеранција, се надевам дека ќе продолжи и натаму. А тоа предизвикуваше гнев. Туку, ајде да видиме како изгледаше, еве ми пратија, како изгледаше протестот од другата страна. Значи, излегоа граѓани кои протестираа против аболицијата на Заев и Верушевски. Мирно и без ниту еден фрлен предмет кон полицајците кои го одржуваа редот, помина масовниот протест пред седиштето на СДСМ, каде повеќе од 10.000 граѓани јавно искажаа незадоволство од одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов со која се овозможува аболиција на лидерот на СДСМ Зоран Заев, како и неговиот соработник Зоран Верушевски и двајцата осомничени во случајот пуч. Граѓаните скандираа пароли насочени против Заев и против СДСМ, носеа транспарент кој стоеше од судот се спасите од народот нема. Нивниот собир го организира граѓанското движење за одбрана на Македонија. Дома се собраа граѓани од Скопје и од други градови во земјата. Еве фотографии од овој собир кој помина сосема мирно, колку што може да се види од фотографиите. Од судот се спасивте, од народот не. Нема нешто така во тој стил. И пред собранието се овие од ГДОМ. Пандов Александар. Мислам дека тука и негдека Тони Михајловски. Океј. Добро вечер за следниот гледач. Повелете и јавете се во програма. Режија. Добро, тој се замолкна, се предомисли во меѓу. Добро вечер, повелете. Сакам јас да изразам едно моје гледање и мислење, а и исто и жалење околу оваа ситуација. Повелете. Значи, јас сум против, да бидат амнестирани криминалци, погото криминалец како што е Зоран Заев, Бранко Црвенковски, Верушевски, Радмила Шекеринска. Значи, не можам да ја поднесувам, што е толку криминална и безобразна. У најтешка ситуација на Македонија, она кој ќе ја видите у најлоши моменти, она е насмеана. Значи, глуми некоја насмеаност, а сите ние очекуваме ова да заврши. Оно кој ќе видиш на тие договори упржено, она да се расчепатила, демек е у Грција се расширила па да се сонча со таа устана. Него ајде да не зборам многу вулгарно. Да. Што ми е поента? Биди над оние кои ги критикуваш. И покрај тоа што сум против ова амнестијата, меѓутоа, малку сум и револтиран од начинот на водење на државата. Се направија големи грешки. Ај што се направија големи грешки, Иванов направи прв чекор да се испрат грешките. И сега треба цврсто да се застане до крај да се испрат грешките. Имаме чекори од меѓународна заедница кај што вели жалат и треба да се врати предходнава состојба. Значи да се поништи ова Иванов што го донесе. Значи треба да бидеме цврсти, државнички до крај и да им се каже: во ред, сакате? Ќе ја поништиме амнестијата од почеток. Од 2001 терористи, убици, се што е амнестирано. Се што е амнестирано, вие барате да се казнуваат злосторници, во ред, најголемите злосторници што убиваа наши деца, да ги поништиме таа амнестија, па после наред е Зоран Заев што беше амнестиран за глоба, па ајде и овие ќе ги поништиме, па да видиме што е правдина. Види, ако идеме така, гледај сега, во 90-тите години СДСМ, она што го направи оној криминал со приватизацијата, си го преточи додека Лјупчо која го тргна ВМРО ДПМН и опозицијата која тргна од собранието, си донесоа закон со кое секое тоа криминално дело си го озаконија. Ако идеме така, ја тогаш барам ресет на се што е направено од референдумот за независна Македонија. Ресет. Значи, преиспитување тогаш, ако правиме општа амнестија на све, наназад 30 еве, ова да не се важи, да се повлече, ама ресет на све од 91 наваму. Со сите оние криминалци кои зедоа фабрики, кои отпуштија работници, бидејќи тоа се човечки трагедии. Овдека збориме за гзот на 3-4 политичари, 10 политичари. I don't give a fuck about them.
Ама овдека збориме ние за 250.000 работници и уште 400.000 или 500.000 нивни семејства кои беа опфатени со ова. Ја тоа би сакал да го видам, таков ресет. А после нека ми се јавуваат овие пришипливенчиња, нека викаат ВМРО нека јаде пи. Океј, СДСМ нека јаде пи. Викајте вие, трештите. Ресет. А што ако дојде стварно па еден ден ресет? Мислите дека чадорот вечно ќе... Бидејќи ја веќе имам и од креативните луѓе кои се занимаваат со дизајн, колекцијата за пролет-лето 2016. Новите модели. Добар дан, добар дан. Имате ли кишобран? Кишобран е распродан, доđите сутрадан. Инаку, сосема сериозно, пред да го вклучиме следниот гледач, наштелувај го, солидарност и осуда. Повреден е фотографот на вечер Наќе Ботев, човекот во протестот кој вечерва пред Народната канцеларија на председателот на Република Македонија, која е целосно демолирана. Повреден е Наќе Ботев, уредник на фотографија во весникот Вечер. Тој бил повреден во глава, извршувајќи својата професионална задача при судирот на демонстрантите со полицијата. Тој бил префрлен на ургентниот центар во Скопје. Кој го предизвикал ова да одговара. Не ме интересира дали е протестант или полицаец. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Здраво, Македонто. Повелете. Од Шипка Раков Венцислав. Повелете. Поздрав. Поздрав. Ајде нешто да офанам што е најважно. Сите тереме устата од народот. Народ. Влада. Владите луѓе се бираат и се менливи. Ние ги менуваме. Меѓутоа, народот е единствен. Никој не може да го смени или уништи. Се работи за еклатантен пример. Друштвото што сака да ја силува Македонија, заедно со чадорот оној што му го дал, сака територија, цела, луѓе. Народ не признаваат. Зошто не признаваат? Па правото да бираш и да бидеш биран е најголемо демократско право на мене како човек, што живеем веќе над 69 години во оваа парче земја. И тоа некој сака да ми го одземе. Значи, да бидеме јасни, да не се шалеме, ови се игри. Моливчето ќе излеземе. Тешко да излеземе. Излеговме ли готово, они знаат, не постојат. Значи, јас поновувам и последното мое јавување, пак го надоврзувам. Јас не сакам да бидам мигрант. Децата мои не сакам да бидат без кров. Тоа го бара каубојцот. Со овие наши, еве ги гледаме наши, дозирани луѓе кои немаат услов во која држава живеат. Почнува нивната улица како одбрана. Од кој одбрана, деле луѓе? Волјата на народот да ја одземеш, волјата за живот, да бидеш биран и да бираш, да се одземе, тоа само е налудничава идеја. Тука лежи проблемот. На една страна имаме 500.000 сигурни гласачи, од кои мнозина мора е зајав. И сега да се навратам најбитното за Ѓорѓе Иванов. Човекот е 100 години, не него милион години пред ова друштво што сака да ја силува Македонија. Човекот понуди нешто што никој досега не го понудил од ова црно-бело. Црно-бело наседна и позицијата и Никола прифати една игра да тргнеш по бумбарот. Тој понудо национално помирување, излез од кризата, мирни достоинствени избори. Им даде аболиција, замислете, и каква дрскост, безобразност од човечето од Струмица да плука на она што му е понудено, а треба да оди затвор, па дури и го прае национален предавник. Кој е лудило човеку? Не така, луѓе.
Треба да тргнат они по нас, по тие 500.000 луѓе, домакини. Треба да се јавуваме баш во овие емисии. Да ги расчистиме работите. Ама отворено со име и презиме не се јавуваат некои се јолјовци, дољовци кај тебе те нервираат. Анонимен се јавува, па и ни ваде шишците, не само на тебе, бе, Јанко. Разбери ме. Не ваде нас. Тука нема преседан. Законот го кршат. Сакат да не остават без територија. И што да правиме? Јас знам само едно, како тебе и те поддржувам, дека 5. јуни мора да се деси. Мора. Колку и било болно, а не знаат овие навиените од Заев, дека Заев се испазари мимо нив. Тој нивните живи тела му служат како инструмент за подкосурување. Он глуми сега и ги сили луѓето. Како не сваќаат? Па тоа не са луѓе, ментална жабокречина е тоа, дека он се испазари. И сега наивни некои ќе летат и ќе бидат затварани, оти превршуваат. Веќе го кршат општиот ред и мир. Значи, тоа е најбитното, да ја укажеме во овие емисии. Луѓе, во ова парче земја мора да се деси избори. Никој не може да ни ги украде. 5. јуни излегуваме на избори. Најмерни, најдостоинствени. Не бидите жртва на еден човек кој е прочитан од цел свет. Дури и каубојцот се гади од него, меѓутоа мора да го толерира. И каубојцот веќе попушта. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Одиме со следниот гледач, инаку стигна соопштение од ВМРО ДПМН, кој вели дека СДСМ, Заев и СДСМ ќе одговараат за анархијата во која се обидува да ја втурнат Македонија. Опозицијската СДСМ и председателот на оваа партија Зоран Заев ќе одговараат за анархијата во која што се обидува да ја втурнат Македонија, стои во соопштението на владеачката ВМРО ДПМН. Од ВМРО ДПМН наведува дека украинското сценарио што Зоран Заев го најави почнаа вечерва да го реализираат по улиците на Скопје. Исходот на сценариото во Украина се додава во соопштението. Досега се десетици илјади и мртви и поделена држава на Украина, се мисли секако, поделба на Македонија, која вчера ја побара партнерите на Зоран Заев од БЕСА, дивите орди инструирани од Заев и Сорос, вечерва палеа и кршеа низ Скопје. Хулиганите предводени и потикнати од СДСМ ја напаѓаа полицијата и каменуваа се што им се најде на патот, наведува ВМРО ДПМН. Ова езитис како доаѓаат во лет, така ви ги пренесувам информациите, а ги преземам обично од Грит. Океј, продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Уште ова јавување и втор блок реклами. Да, повелете. Добро вечер, во програма сте? Да, во програма сте, повелете. Пријатно вака, по рейтингом на ВМРО ДПМН кажувате дека е 3:1 со СДСМ. Така? Не, ја кажувам што прочитав на анкети, што ги објавија американците. Да, сите анкети така кажуваме. Кога победило ВМРО ДПМН 3:1? Кога 1,5:1? Зошто? Зошто? Кој ги измислува тие анкети и кој? Американците. Да го Уставниот суд. Американците. Ири ги објави. Добро. Уставниот суд кому даде право на председател Ѓорđe Иванов и зашто одма тие тој помилува криминалците. Кого штитиш? Кои криминалци штитиш? Зошто ВМРО ДПМН вчера изјави се фрапираме од изјавата на Ѓорđe Иванов? Дали беше така? Да. Ами, ајде нека поддржат утре во собрание, нека појдат, нека го истрајат, нека го сменат. Така е. Ами зачнемат. Каде Груевски 2 дена, кај се кријат делузи? Така. Каде, дали го видите, еве, кај тебе се види? Вчера не и прими председателине страната на Хрватски на Словенија. И како не ги прими? Ги прими. Како не ти е стран? Кој криминал го штитите, бре? Ги прими председателите на Хрватска? Кој прими? Груевски прими? Не, Иванов. Иванов прими, удари Груевски, кај беше вчера? Не знам.
Не знам како... А како е поселава Потуđer? Секој ден поселава ако Потуđer. Која го штитиме, срамота е. И што е тука срамота? Срамота е кога го штитиш, кои криминалци штитиш. Мене ми збориш? Па тебе ти збора Ај Гитла, ај Гитла, ај старо излапено, мене, немој ме, абе ве замолив на почеток, толку, ама 1 сат и готово, како рибка на нимо, не се закачај со мене, бе, не ми, види, тоа импотенцијата што ја имате акутна, мислам на менталната импотенција, немој да ја проектирате, ја никого не штитам. Тоа во болниот ум, тоа затоа што читате Мактел, такви некои дегени дебили, ама нели треба да си таков да читаш такво нешто. Никого не штитам. Овдека пола сат пуштам од еден опозицијски. Не се слушате, бе, луѓе, бе, приберете се малце. Приберете се малце. Прво, мечка со решето не плашиш. Второ, исти сме по години, а веќе ми балдисуеш. Затоа, прибери си го бе умот и паметот малце. Кому се закануеш? Ти рекол, не ми се обраќај мене, бе, се слуша цел народ. Ама немаш што да кажеш. Немаш што да кажеш. Јанко го мразам! Јанко! Ти! Оф, мори мајка. Ја мислев ке... Да, ајде, добро, чиме така, окей. Оне Костарци на Мапет шоу. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете во програма сте. Не знам како не можат луѓе во опозиција да разберат зошто имат мизерен низок рейтинг. Не. После овие снимки, значи, од нивната А1, кој нормален човек кој посакува мир на своите деца, родени деца, одење мирно на школа, на работа или било што друго, значи, живење, дочекување со радост на Великден и други наши празници, нели, во текот на годината, кој нормален човек посакува вакво живење? Кој ќе ги довери своите деца да ги чува, да ги воспитува вакви, значи, нивни представители? Ете, убо кажуваш, значи, дека ИРИ, американска, нели, агенција, која, нели, досега години и години била најблиску до вистината, кажува дека Комар има огромен рейтинг. И конечно порачам новој човек, значи, кој сега пред мене. Значи, ако мојата партија ВМРО ДПМН е ТВ, ја зголемува пензијата за 70% плюс со други бенефиции, логички, природно и човечки, да кажеш дека тоа е добро дело. Така размислуваат барем 90% пензионери. Но ти и твоите сакате да СДС на власт и да ти ги кради пензиите тебе, да немаш почит од нив. По тоа е разликата. 90% македонци сакаат добри дела, зголемување плати, пензии, вработувања. Пусто некои студенти почитуваат дека во време на ВМРО сега има, не знам, таму 200 евра, нели, за цела година студентска партиципација, додека со СДС има 2000 евра. Сега 10 пати поголема давачка во време на СДС, кој нормален би поддржал. Или, не знам, пустош во македонски фабрики, пустош во македонски банки и штедилници, а сега имаме стабилен банкарски систем. Имаме сега отворени на нови работни места. Добро, немаме време све да наброиме, да идеме на поента. Да идеме на поентата. Да го поздравам нашиот македонски председател Георги Иванов, кој вчера гарантирам, вчера ни кажа, преубава христијанска порака и гест направи. Оти тој повика на помирување, значи мир Божи се постака меѓу нас. А некои на мирот и помилување на Заев и другите околу него, тие враќаат со кршење и лумпување со злоба, со навреди. Јас знам дека пред Бога Иванов си е чист, на овие кои плукаат по Иванов и Заев, ако имат страх од Бога, нека се запрашаат малку. Благодарам за јавувањето, одиме со вториот блок реклами. Интересно,
порталите, од вестите кои јас ги преземам од порталите, ги репреземаат, па ги реобјавуваат, особено видеата кои ги добивме од гледачите кои беа таму и ги објавија овие снимки. Океј, драги мои пријатели и пријателки, бидете мирни, бидете спокојни. Македонија има сили да се справи со сите овие ситуации. За жал, повеќе немаме време за вашите јавувања. Утре вечер сме тука, ќе продолжиме со јавувањата, ќе бидеме активни на социјалните мрежи, ќе ги објавуваме најновите вести. Да ви биде јасно само една ситуација во овој момент кога се жештени страстите, кога луѓе протестираат и од едната и од другата страна со добра причина и оправдано, бидејќи тоа демократијата мора да го подразбира и го подразбира и секој си има право на такво нешто, се уфрлаат провокатори, луѓе кои ќе кршат, кои ќе прават, кои ќе провоцираат, ќе се закачаат со полицијата, за да испровоцираат насилна реакција, за потоа да може да има и уште порадикална, да се радикализира состојбата на теренот. Последната снимка од плоштадот на град Скопје, еве вие во живо ја гледате од преку камера, сосема е мирно, спокојно, нема ништо, никакви проблеми, колку што гледам во центарот на градот, а ова е делот овде кај собранието и таму ситуацијата, колку што гледам, нема нешто проблематично. Така да македонските граѓани нека не се грижат, дефинитивно овие што се платени од нас да го чуваат редот и мирот, тоа добро го прават и не подпаѓаат на провокации. Тоа е многу тешко затоа што знаете сите гледаме оние снимки во Белгија, во Франција, во Германија, во Британија, во Соединетите Американски држави, каде што попреку да погледнеш полицаец, па не знам, страшни работи им се случуваат на луѓе овдека уште се збори и за не знам што и не знам како. Уште еднаш го осудувам напаѓањето и повредувањето на фотографот Наѓев на вечер. Ги осудувам сите насилни протести, а ги поддржувам сите демократски и мирни протести. Вечерва, додека ви се вжештените мисли почнуваат да ви се ладат, имајте ја големата слика. Дека прво сетете се на колумните на Мирка, дека се во ова се сценарија. Втора работа и какви сценарија и зошто, големата слика. Трета работа, треба да знаете дека во Македонија треба да се случи нешто што ќе изремети целата ситуација до толку, за да нема избори. Затоа што резултатот од изборите е потполно извесен. Веќе немаме двојби. Не е ова прашање што кажал Груевски или што кажал Заев. Што кажа американците со нивните анкети. Крај на програмата. Волјата на народот е повеќе од јасна. Нема тука бранам ова или бранам она. Нема што да браниш. Нема кој што да брани. Нема кому што да се лутите. Народот одлучува. Има дел од народот што не се согласува. Get a life. Што да правиме? Барселона е прејака. Што да правиме? Не може Рајо Ваљекано да и парира. Тоа е тоа. Кога еден ден ќе ја земе добар газда, ќе вложи во неа, ќе создаде добар тим, секако. Дали утре, дали за 10 години, не знам. Сето тоа е прашање на Рајо Ваљекано, а Барселона ќе се игра кој што е. Сега, ако треба да идеме со некои аналоги. Македонија со ова што го направи Заев, ја не знам, потребно е време и некоја дистанца и секако дека ќе поканам аналитичари кои ќе треба да објаснат што се случило, како се случило, дали е добро, дали е лошо. Никој у овој момент не може да процени. Он направи неопшта амнестија и им даде на сите македонски политичари однова, ресет, да можат да излезат на избори, да фер и така натаму. Одеднаш сите се сметаат за невини. Од едната страна сметаат дека Заев и Верушевски треба во затвор, Заев и Верушевски сметаат дека Груевски треба во затвор. И што мислите?
тоа ќе се разрешеше нешто. Така што ова е обид, дали е добар или не, ја во моментов не можам да го кажам тоа, затоа што не знам. Вие може да имате свое мислење, ама никој не може точно да направи проценка на целава ситуација, дали треба или не треба. Многу срамежливи имаме мислења и од Европската Унија, но последното што го добиве, избори на 5 мора да има. Ние мора да, како да ви кажам, мора да формираме собрание. Ние немаме собрание во овој момент. И ние собрание мора да се распише. Трајко Велјановски мора по устав, бидејќи ако него почитува уставот, он е готов. По службена должност ќе биде гонет и затворен, затоа што не е исполнил уставната обврска. Крај на програмата. Дали може некоја друга инстанца да пресуди, да пресече, да врати назад, тоа не знам. Воопшто не знам. Ке следиме сите заедно, само да ве молам, заради 10-тина, 20-тина, кои сметаат дека на вандалски начин, со плјукање, со пцуење, со закани, со кршење и со палење се решаваат работите во земјава, не треба да се потресуваме за целава држава. Многу повеќе од народот е мирен, ќутлив и малце поинаку реагира во кризни ситуации. Обично македонскиот народ ја го споредувам со шарпланинец. Шарпланинецот не лае, не квичи, не цвили, он молчи. А кога он молчи, тоа е звукот на тишината. Тогаш бидете внимателни. Нека ноќе пријатно од мене.